Празникот Воскресение меѓу православниот народ, попознат како Великден, е најголемиот христијански празник. Благослови душе моја Господа, и ся внутренняя моја, и јас до Его. Тоа е ден кога според христијанското учење Исус Христос воскреснал од мртвите, ја победил смртта и на сите праведни души на земјата им дарувал вечен живот. Според христијанското учење, Воскресението Христово е најголем настан во историјата на човештвото и тоа се случило третиот ден по неговата смрт со распнување. Иако на севкупното одбележување на овој најголем христијански празник му претходат многу други верски обврски, вклучително и долгите пости, круната на празнувањето на Воскресението започнува од Великиот четврток и ја доживува својата кулминација со Великденското полноќно богослужение, кое започнува доцна вечерта на Велика сабота, а завршува во раните утрински часови на Великден. Воскресението Христово е подвижен празник кога православната црква го слави според јулијанскиот календар и тој се празнува по еврејскиот празник Пасха во првата недела по полната месечина, која што се паѓа на самиот ден на пролетната рамнодневица или непосредно по неја. На празникот Воскресение Христово, Великден, му претходи двомесечен подготвителен период. Тој период е составен од долгиот 40-дневен пост, од седмиците кои што му претходат на тој пост, кои што постепено не воведуваат во постот, и последната седмица пред Великден, страстната седмица или страдалната седмица, која што претходи на самиот празник и во која што си спомнуваме на последните денови од Христовото дејствување на земјата пред неговата смрт и воскресение. Постепеноста е можеби соодветниот збор со кој што ние ќе можеме да го опишеме литургиско-аскетскиот пат, литургиско-подвижничкиот пат на христијанинот во текот на овие 2 месеци. Телесната страна на постот, која што ни е на сите добро позната и која што подразбира одрекување од од храна од животинско потекло, но исто така и од масло во текот на поголемиот дел од постите, е само видливата страна на она што самиот пост означува. Постот пред се означува, доколку ги погледнеме евангелските четива, библиските текстови кои што се читаат секоја недела и секој ден во текот на великопостните богослуженија, пред се подразбира наше воспитување во христијанските добродетели, во христијанскиот добродетелен живот. Пред самиот почеток на постот, аналогно на постепеното откажување од храната од животинско потекло, значи не веднаш се прекинува со храната од животинско потекло. Имаме месопусната седмица во која што повеќе не се јаде месо, после тоа се исклучува храната од која што подразбира млечни производи. После тие подготвителни седмици се влегува во просторот на телесниот пост. Но како што реков, телесниот пост не е единствената смисла на постењето.
единствената поента на тоа што оваа подготовка за празникот Воскресение Христово подразбира. Основната добродетел во која што ние се учиме е добродетелта на смирението. Добродетелта која што ни овозможува да учествуваме во Христовите страданија, во Христовата крсна смрт, за да можеме да сострадаме со Него и за да можеме да совоскреснеме со Него. Но потребно е најпрвин да објасниме што всушност значи самиот поим Воскресение, како тој се одбележува и празнува и кои се настани му претходат. Интересно е дека Воскресението Христово всушност е настан кој што ние го празнуваме секоја недела, на секоја неделна литургија. Интересно е во рускиот јазик зборот недела се именува со зборот Воскресение. И можеби тоа е најсоодветниот назив за тој ден во кој што ние постојано учествуваме во Христовата смрт и воскресение, учествувајќи во светите тајни на црквата. Врвната света тајна во која што ние сите учествуваме и која што дава смисла на сите останати свети тајни е Евхаристијата, односно литургијата. И заради тоа е важно секое наше действие како христијани, секое наше празнување да почне од литургијата и да заврши со литургијата. Слично како и во случајот на прославувањето на Божик, така и кај празнувањето на Воскресението Христово, христијанските теолози особено ја потенцираат улогата на црквата за која велат дека е и дека мора да остане окосница на сите тие чествувања. Тука пред се тие ја истакнуваат литургиската компонента, односно обврската на христијанските верници да учествуваат во црковните богослуженија врзани за Воскресението, односно Великден. Sì, zoom. Mette facciamo. Понатаму продолжува литургиското спомнување на сите оние библиски настани опишани во Новиот Завет и спомнување на нив, кои што ни зборуваат за тие последни денови пред смртта и воскресението. Особено е важно учеството на богослуженијата после цветници, на богослуженијата од Великиот четврток и Великиот петок. На Велики четврток ние си спомнуваме директно за Христовите страданија. Си спомнуваме за и се читаат страдалните евангелија. Тоа е едно прекрасно богослужение во кое што се читаат сите евангелски текстови во кои што се зборува за Христовото страдание. Истиот ден пред тоа, на литургијата, рано наутро, си спомнуваме за воспоставувањето на таинството на таинствата, а тоа е Евхаристијата, на литургијата. Всушност, тогаш си спомнуваме за тајната вечер, на која што Христос е собран со неговите ученици во предвечерието на неговите страданија, на неговата смрт и воскресението, и тоа е мигот во кој што тој ја воспоставува светата литургија како светата тајна на црквата, на неговото тело. Овие богослуженија се од суштествено значење. Ние не можеме да го празнуваме Великден, да не учествуваме во овие настани. Затоа што учествувањето во светите тајни на црквата не е просто читање за нив, не е просто слушање за нив. Тоа е наше учество во овие настани. Ние како луѓе, како личности учествуваме во овие нешто, за кое што станува збор. Учествуваме во востанувањето на литургијата, обврзувајќи се дека ќе учествуваме на секоја литургија понатаму во текот на целата година, а не само до крајот на Великите пости. Учествуваме во Христовите страданија, сострадувајќи
Исто така на Велики петок повторно имаме уште едно богослужение кое што е од суштествено значење во ова како дидактичка, така и светотаинска смисла, кое што не е одделено од дидактичката. А тоа е богослужението во кое што го оплакуваме распнатиот на крст Христос. Тоа е едно прекрасно богослужение во кое што се читаат 3 долги химнографски сочиненија, наречени стати, се пеат. И обично целата црква, сите насобрани христијани ги пеат тие песни, во кои што се оплакува распнатиот Христос. Во сабота наутро се служи литургија на Свети Василий Велики, а потоа на вечерта, во сабота, започнува торжественото празнување на Великден. Богослужението започнува во црквата, потоа народот излегува надвор, се врши опход околу црквата, се врши литија околу црквата, пошто пред дверите на црквата свештеникот возгласува торжествено, обзнанува дека Христос воскресна и народот одговара со зборовите на вистина воскресна. Во тој миг започнува великденското богослужение. Во тој миг ние не се заминуваме сите по дом. Туку тогаш влегуваме сите во црквата и го празнуваме празникот на Христовото воскресение. И тука започнува тоа влегување во божествената радост, во радоста на Царството Божјо. Радост за која што ние сме се подготвувале во текот на севкупниот период на Великите пости. И празнувањето на Великден трае 3 дена. И првиот ден Великден, и вториот ден Великден, и третиот ден Великден литургиски се празнуваат. И тоа се денови во кои што верните христијани треба да се причестуваат со светите Христови тајни. Како што тоа било во текот на постите, така треба да биде и за време на овие торжествени празнувања. Причестувањето со Христа подразбира учество во неговата смрт и воскресение. Ако ние не се причестуваме со телото и крвта Христови, тогаш ние не учествуваме и не го предвкусуваме Царството Божјо кое што настапува. И уште нешто што го напомнав преска, а што е од суштествено значење. Поентата дека ние не сме христијани и не ревнуваме само во текот на Великите пости, туку и потоа, кога ќе си заминеме од великденската литургија. Не е поентата да започнеме со прекумерно и неумерено јадење и пиење. Туку требаме кротко, умерено да продолжиме со христијанскиот подвиг. Трпезата треба да е богата. Но ние треба да бидеме скромни во празнувањето, нашите срца да бидат оние што ќе се радуваат, а не нашите стомаци. Тоа е поентата на празникот на Воскресението, за да можеме и утредента после Воскресение, после Великден, во понеделник повторно да отидеме достојно на литургија. И во вторник, и следната недела. И понатаму во целиот тек на тој празничен период, во текот на севкупната година. Подвигот е нешто што не прекинува со постот. Туку постот служи за да не воспита во подвигот, за да не научи на подвиг, за да можеме, учејќи како да му сострадуваме на Христа со радост, на ист начин да можеме да му се радуваме на воскреснатиот Христос, страдајќи по Него, страдајќи по потполно општење со Него, страдајќи и тежнејќи, копнејќи кон потполна заедница со Него во Царството Божјо. Oh
Ова се во прашање на станите врзани за Христовите страдања и сето она што му предходело на воскресението Христово, но и предизвиците со кои била соочена тогаш младата христијанска црква, христијанските теолози укажуваат на една суштествена поента на која верниците треба да се присетуваат секогаш кога го празнуваат воскресението Христово, а тоа е божествената сила која се пројавува преку човечката немоќ. Кога ќе учествуваме во богослуженијата на Велики петок, кога ќе се сетиме на сите евангелски текстови, опишани во Евангелието од периодот помеѓу Христовата смрт и воскресение, тогаш ние гледаме дека во тој миг црквата била најнемоќна. Христос повеќе не бил меѓу нив, тие биле сами, безпомошни, но токму во таа самотија и безпомошност се пројавува Божјата сила. Христос воскреснува и доаѓа меѓу нив, ја носи радоста на воскресението меѓу нив. И христијанството во себе си го содржи тој рефлекс да биде најживо, најсилно, токму тогаш кога е немоќно. Токму првите 3 века на најголемите прогонства врз црквата, врз христијанската црква, се периодот во кој што христијанството се изградува како голема религија. Токму тогаш се утврдува црквата на темелот, на каменот, на христијанската вера, на самиот Христос. Се утврдува на Христа заради тоа што, за да се утврдиме на Христа, значи да учествуваме во Неговото страдание и да се радуваме на Неговото страдание и да се радуваме на тоа што учествуваме во Неговото страдание. И дека Божјата сила ќе се пројави тогаш кога ние ќе учествуваме со радост во Неговото страдание. Во немирни времиња на војни, на постојани немири во целиот свет, како што е нашето време, ние не требаме да ја губиме надежда, туку треба да ја носиме во своите срца постојано воскресенската радост. Не треба да се соблазнуваме и да се плашиме и да мислиме дека Бог не остави. Затоа што колку и да се почувствуваме богооставени во некој миг, треба да се сетиме дека во тој миг наликуваме на апостолите и на учениците Христови, собрани во исчекување на воскресението. Исчекувањето на она што само Бог може да го промисли за нас и за нашите животи и за Неговата црква. Тоа е поентата на овој празник и ова е поентата која што треба да ја носиме постојано во нашите срца, кога се поздравуваме, кога си го честитаме овој празник. А празникот го честитаме со торжествените прекрасни зборови Христос воскресна, навистина воскресна.